disability other than need care? Mr. Prime Minister, you're also in countries in the area of early childhood education present a unique window of opportunity to address this year's World Development Report emphasizes the importance of early aspect is early childhood education. Почитувана Линда Ван Гелдер, регионална директорка на Светска банка за Западен Балкан. Почитуван Хаиме Саведра, сениор директор за глобалната едукацијска пракса на Светска банка. Почитувани организатори на оваа значајна конференција за значењето на раниот детски развој, што секако ја поддржавме и ние како влада на Република Македонија. Почитувана министерка за образование Рената Десковска, почитувана министерка за труд и социјална политика Мила Царовска, почитувани други представници на владата присутни овде, на институциите во нашата држава, почитувани гости, почитувани представници на медиумите. Детскиот живот навистина е како парче хартија. Секој на него остава белешка. Каква белешка ќе оставиме во животите на нашите деца, од тоа зависи какви генерации ќе израснеме и какви поколенија ќе оставиме зад нас и за нашата држава. Свесни сме како влада на Република Македонија колку е важен раниот детски развој во формирањето на личноста. Тие деца еден ден треба да бидат успешни лекари, професори, вредни работници и работодавци, честни суди и политичари и така натаму. Тие деца, кои да се тие, независно дека живеат во Република Македонија, Западен Балкан, Европа, Африка, Америка, каде и да се во светот, сите тие се наши деца. Затоа што ни еден човек на планетата Земја не може сам и затоа што има нешта кои се заеднички. На сите во светот ни е потребен мир и напредок. Тогаш на сите ни се потребни здрави генерации што може да ги понесат одржливите развојни цели за кои што зборуваме скоро во секоја прилика, а важни се и за нашата денешна тема. Првото место каде што почнува да се гради личноста на едно дете е семејството. Првото место каде што почнува да се гради вредноста на едно заедничко општество се детските градинки. Република Македонија е социјална држава и според уставот сите граѓани имаат еднакви права на се, па и на образование. И оваа влада прави се што може да постави систем на социјална заштита на граѓаните, што ќе им овозможи на граѓаните и на семејствата екзистенцијален мир, кој што понатаму влијае и на квалитетот на живот, а со тоа и на квалитетот на развој на личноста. Нашата цел е за време на мандатот на оваа влада да го зголемиме опфатот на деца во градинките за 50%, со оглед дека е низок. Веруваме дека тоа ќе го направиме со проширување на капацитетите во сиромашните и руралните делови на земјава, каде е воочлив и каде целиме да обезбедиме бесплатни 3 часа дневно образование во согласно со универзалните цели на кои што посочува и Европската Унија. Понатаму вложуваме во инфраструктурата. За проширување на градинките и за изградба на нови објекти во земјава работиме на решенија заедно со Светска банка. И во оваа прилика изразувам благодарност до Светска банка од името на граѓаните и на владата на Република Македонија. За оваа 2018 година планираме исто така уште 18 нови проширувања на градинки. Во 2017 се почнати 13 проширување на градинки надвор од Скопје. Нашата цел е изградба и нови капацитети во 2019 година, за што ја обезбедуваме и потребната документација во моментот. Ние знаеме што покажуваат меѓународните пракси, дека предучилишното образование има огромна улога по кој пат ќе тргнат децата понатаму во животот. Исто така и дека квалитетните предучилишни програми водат кон пониска стапка на порано напуштање на образованието, намалени стапки на криминал и невработеност. Влијанието што го има раниот детски развој јасно се гледа кај учениците на возраст од 15 години, кои учествувале во програмата на ОЕЦД за меѓународна проценка ПИСА. Оние ученици кои посетувале една или повеќе години предучилишно образование, имале 30 и повеќе поени во читање од децата кои не посетувале.
или учениците кои биле вклучени во предучилишното образование на 15 години биле за една училишна година понапред, споредено со нивните соученици. Затоа, во оваа прилика порачува. Определени сме како влада да ја градиме Македонија во општество со еднакви права и можности за сите граѓани. И апелирам до институциите за изедначување на децата од различни социјални средини и нивно вклучување во воспитниот процес, нешто што изминатите години беше запоставено. Уверен сум дека владините политики, соработката со граѓанскиот сектор, со нашите меѓународни партнери и следејќи ги успешните регионални, европски и светски пракси, ќе имаме резултати во квалитетен ран детски развој. За момент да се спуштиме во предучилишните и училишните клупи и ќе ги разбереме детските потреби. Има нешта кои може да чекаат, но децата не можат. Потребна е одговорност кон нив денес. Децата се мудри. На љубовта одговараат со љубов, да им дадеме љубов и можност според нивни потреби. И тие, да бидеме сигурни, ќе возвратат со љубов и нови можности на општеството во кое што живеат и на светот на кој што припаѓаат. Благодарам.